Почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност, јас би сакал прво да се осврнам на ова навистина изненадувачка под наводници брзина, интензитет и намера на власта да помине што е можно повеќе закони во овој парламент и во овој законодавен дом, а проблемот е што огромен број, навистина огромен број, од законите кои што ги имаме во моментов во парламентот, во законодавниот дом, се во скратена, воитна и што е можно повеќе, ако сакате да кажете, и забрзана постапка. Јас со жалење можам да констатирам дека оваа власт и ова парламентарно мнозинство имаше можност сите овие точки на дневниот ред да ги помине и да има иницијатива и да ги предложи во изминатите 3 години. Во изминатите 3 години, почитувани присутни, овој законодавен дом и овој парламент имаше вкупно, кумулативно, во текот на 3 години, околу, заокружено плюс-минус, 300 точки на дневниот ред. Значи, за 3 години, околу 300 точки на дневниот ред. Одеднаш, додека зборуваме, кога се гледа дека имаме власт во заминување, одеднаш кога е утврден терминот на предстојните парламентарни избори, кои што треба да се одржат на 12 април 2020 година, одеднаш, во текот на само 2 недели, се подготвуваат повеќе од 300 закони, кои што ги имаме тука како точки на дневниот ред. Значи, изминативе месец дена, ако ги погледнеме, ги имаме поголем број на седници на собранието, помеѓу другото. Тука е и 126-та седница, во која што имаме огромен број на точки, би сакал дел од нив исто така и да прочитам. Би сакал исто така да... Ѓорчев, дали процедурално нешто говорите или по темата? За да знам дали да ви одговорам. Бидејќи законот е предлог на закон за инвестицијските фондови. Ако е процедурално, да знам да се подготвам да ви одговорам. Бидејќи процедурално говорите. Увеличивте? Да. Господин Мисовски, ако имате реплика, слободно јавете ми се на реплика и со задоволство ќе реплицираме и ќе дискутираме. Проблемот е, почитувани присутни, што овде, заради брзањето на парламентарното мнозинство, имаме голем број на закони кои што не се адекватно подготвени, во кои што има голем број на грешки, во кои што во комисиите се додаваат технички амандмани затоа што се пропуштени зборови, букви, номотехнички карактеристики и така натаму. Дали тоа се куцало, дали било копи-пейст, на кој начин сето тоа се правило. Кажете ми, почитувани присутни и почитувана јавност, како тоа се прават 300 закони за 2 недели? И дали е тоа квалитетна работа? Што е намерата? Намерата е што е можно повеќе работи да поминат, што е можно повеќе државата да се девастира, што е можно повеќе државата да се задолжи, што е можно повеќе под наводници такви клинички центри и останати комбинации да поминат, а после тоа
државата, граѓаните, даночните обврзници, буквално со години и со децении да си ја чукаат главата како сето тоа да го вратат. И сега ќе ви кажам, почитувани присутни, јас мислам дека е неподнослива леснотија да се биде подготвен, да се силуваат закони, да се забрзува целата работа, па Македонија да плаќа клинички центар од 70 милиони евра, но со се анекси, па гледаме дека анексите се навека, 800 милиони евра. Зголемувањето тука е 11 пати, од 70 милиони евра на 800 милиони евра. Па затоа ќе дискутираме од оваа говорница, затоа што ја имаме оваа говорница. Затоа што јас не се согласувам во последните 2 недели од овој парламент да се направи таква ужасна плячка. И затоа што мислам дека тоа не треба помине. Значи, внимавајте, имавме подпишано договор со Банка на Советот на Европа од 72 милиони евра. До сега ќе беше готов клиничкиот центар. 72 милиони евра. Со камата од 0,6 од Банка на Советот на Европа. А сега гледаме дека ден-ноќ се работи во институциите за наредни 2 недели, помине клинички центар кој што ќе треба помине, кој што ќе треба биде 500 милиони евра, па се прави комбинација како да се бајпасира Министерство за финансии, затоа што Министерката за финансии не ќе да подпише. Не ќе. Не ќе да си направи проблем Министерката за финансии. И сега се правят 300 гимнастики, па дури и варианти овој парламент да треба да работи у саботи и у недели, за да помине тој клинички центар. И Македонија наместо 70 милиони евра да плаќа 800 милиони евра со сите можни анекси, додадени и така натаму и така натаму. Затоа, почитувани присутни, треба да се дискутира за секоја точка. Затоа е ова брзање. И затоа не мислам дека е добро за 2 недели да поминеме 300 точки од дневниот ред. Затоа што општиот јавен интерес на Македонија, општиот јавниот интерес на Македонија е за клинички центар да се потрошат 70 милиони евра, а не 800 милиони евра. Затоа што во ред се инвестициите јавни, со јавни пари, но тие јавни пари треба да дојдат од реалниот сектор. А ние инвестиции во реалниот сектор за жал немаме. Немаме капитални инвестиции, а тука зборуваме за инвестициони фондови. Ние никогаш сме немале помалце инвестиции во капитални инвестиции. Никогаш. Заврши 2019 година, од првично проектираните 400 милиони евра, одвај 100 милиони евра се потрошија. Одвај 100 милиони. 25 до 30%. А тука ќе дискутираме за инвестициони фондови, за вакви закони, онакви закони и така натаму и така натаму. Зошто? Сето тоа за да се подготви теренот, таму некаде за околу 10 дена, при крај на месецов, не е ни веќе 10 дена, за недела дена, у рок од недела дена помине за клиничкиот центар 800 милиони евра. Така, лесно да се покрие тоа со одлука на парламентот. Ама проблемот е што на таа работа не може да се стави европско знаменце. Кој ќе ви го помине тоа? Затоа се овие желби за брзање, да ви кажам на крајот на криштата, почитувани присутни. Па сите знаеме кој нарачува парламентот да има седници. Сите знаеме која брза работава. Знаеме како се закажуваат седници на парламентот. Петок е ден за контакти со граѓаните и контакти со гласачите. Зошто некој инсистира да поминат 300 точки? Зошто некој инсистира денес да ще држи седница? Кога во 99,99% во петок не се држат седници, а за недела дена да имаме 800 милиони евра за клинички центар. Прво ќе бидат 500, ама со анекси ќе дојдеме на 800. И ајде сега да поминуваме 300 точки,
Ајде да ги кратиме дискусиите, ајде ќе работиме и после 18 часот. Не е проблем, ќе работиме и после 18 часот. Ќе дискутираме за секоја точка. Затоа што да, но овој народ кој што не гласа, треба да му спасиме 700-800 милиони евра. Ето затоа работиме. Благодарам.